Добар ден, драги ученици, добре дојдовте на часот по македонски јазик, на кој што ќе се запознаеме со лекцијата за македонскиот јазик во 19. век и првите македонски просветители, односно писатели. Но, најпрвен да се потсетиме на некои информации кои што ви се познати од претходните оделенија. Тоа е, во која група на словенски јазици припаѓа македонскиот јазик? Кога е усвоена македонската азбука и каква била ситуацијата на македонскиот јазик пред неговата кодификација, односно озаконување. Сега, тука можете да си го стопирате видеото, да си одговорите на прашањата, а потоа да си ги проверите одговорите. Македонскиот јазик припаѓа на јужнословенската група на јазици. Знаеме дека постојат 3 групи на словенски јазици. Источнословенска, западнословенска, јужнословенска. Македонскиот јазик припаѓа на јужнословенската група на јазици. Кога е усвоена македонската азбука? Македонската азбука е усвоена на 5 мај 1945 година. Напишана е од јазична комисија, а усвоена од Народната влада на Македонија. Сега, одговорот на прашањето каква била ситуацијата на македонскиот јазик пред неговото озаконување е во почетокот на 19. век македонскиот народ се уште живеел во рамките на Отоманската империја. Но, тоа бил и период кога започнала културната преродба во Македонија. Започнал пробивот на народниот јазик во писмената употреба на местото на црковно-словенскиот јазик. Знаеме дека варијантите траеле, поточно македонската варијанта на црковно-словенскиот јазик, од 12. век кога се јавува, па до кај 18. век. Сега веќе, во почетокот на 19. век, започнува интересот за народниот јазик да се употребува во писмената употреба, во трговијата, во образованието и така натаму. И го зазема местото на црковно-словенскиот јазик. Кај повеќето словенски народи, особено на Балканскиот полуостров, се засилува националната свест, па со тоа и потребата од национален јазик. А потребата од национален јазик во Македонија се јавува истовремено со потребата на македонското општество од првата половина на 19. век за посебна трговија, посебна црква, посебно образование. За таа потреба, црковно-словенскиот јазик не можел да врши таква улога, а тие, истакнатите македонци, не сакале да користат други јазици, бугарски, грчки, српски, времето на пропагандите. Таква улога во трговијата, во образованието, во црквата, можел да врши македонскиот народен јазик. Затоа, многу истакнати македонци се залагале за употреба на народниот јазик. Сега, за таа цел се појавиле и првите печатени книги, првите просветители, првите писатели. И сега, тие напишале дела со црковен, односно религиозен карактер, а некои и со поучителен, дидактички. Тоа се Јоаким Крчовски и Кирил Печиновиќ. На помалата слика е Кирил Печиновиќ, а на поголемата слика е Јоаким Крчовски. Значи, како што кажав претходно, нивните дела се со црковен, религиозен карактер. Но ајде да видиме за секој поодделно. Јоаким Крчовски е роден во село Осломи, Кичевско, иако во многу записи се среќаваат различни информации за неговото потекло. Живее во североисточна Македонија, значи Крива Паланка, Кратово, и затоа при употребата на народниот јазик се служи со јазични особености и од североисточните и од западно-македонските говори. Значи, и од Крива Паланка, Кратово и од Кичевско. Значи, и североисточните и западно-македонските говори. Имаме овдека еден мал извадок од неговото дело, различна поучителна наставленија.
Видиш ли колку зла од едно зло? Видиш ли што работи завист? Видиш ли како дјавол се наситол на сичко големо зло? Ненаситно е свое намерение. Видиш ли додека дошла завист? Исполнила и тако все това отступление. Завист не е друго што салт на срце печал, жалба. Во овој изводок зборува за тоа колкаво зло е зависта, дека не му дава мир на човекот, туку му дава само тага, жал. Тука можеме да сретнеме и старословенски зборови. Намерение, отступление и така натаму. Печал, жалба, значи, но сите се блиски до народот. Сите се блиски до народот зборови. Јоаким Грчовски напишал 5 книги. Слово исказано е заради умирание. Објавено во 1814 година во Будин. Повест ради страшнаго и второго пришествија Христова во 1814 година во Будин. Чудеса Пресвјатија Богородици во 1817 година во Будин. Сија книга Глаголемаја митарства во 1818 година во Будин. Различна поучителна наставленија во 1819 година во Будин. Значи, сите книги се со религиозен карактер. Значи, во првата имаме слово заради умирањето, односно смртта. Во второто дело имаме второто појавување на Христос. Третата книга ни е Чудата на Богородица. Четвртата книга ни е Митарства, односно кога ќе умре некој човек, одиме пред да идеме во рајот, луѓето одат во чистилиштата, а тие се викаат митарства, и имаме различна поучителна наставленија. Тука веќе имаме како дидактика, поука за луѓето. Дидактика, поука за луѓето. Сега, да видиме со Кирил Печиновик. Кирил Печиновик е роден во село Теарце, Тетовско. Тој е меѓу првите македонски учители и просветители. Бил калуѓер во Марковиот манастир во близина на Скопје и во Лешочкиот манастир. Своите дела ги пишува на народен јазик, односно родниот тетовски говор, но вметнува и особености од другите македонски народни говори. И тука ќе видиме извадоци од неговото дело Огледало. Човек, кога да има, спомиња Бога и молит му се често. Тој има оружие за ѓаволот. А ја гледам, уедни луди људи не земаа такво оружие, туку некаква ствар или хамајлија, на капа, на гуша. Тука зборува за тоа дека, кога имаме тешкоти и кога му се молиме на Господ, не имаме оружие против ѓаволот. Значи, не ни треба амајлија, која што ја ставаме на вратот, на капа, туку само да му се молиме на Господ. Тогаш го имаме најсилното оружие, а не како некои луѓе кои што взимаат амајлија. Во вториот изводок, и поп, ако ти речет да ти запишем хамајлија, да не го веруваш, тој те лажет за пари. Едни гледам и од хоџа писмо узеле. Окајание. Тој ли ке те чува? Тој не можеше ни својата челад да дочува, току кога им дојде смртта изумреа. И тука зборува за неукоста на поповите, дека сакаат да се збогатат од народот. Земаат пари за амајли, некои од оџи и така натаму. Значи имаме и тука народен јазик, окајание од старословенскиот јазик, но сепак текст кој што е поблизок до народот, поблизок, поразбирлив за народот. И делата на Кирил Печиновик се Огледало, објавено во 1816 година во Будин, Утешение грешни во 1840 година во Солун, Житие на кнез Лазар, која што е необјавена, и Епитаф, песна напишана од авторот за неговата надгробна плоча. Значи, епитафот е песна која што се пишува на надгробни плочи. Најпознат негов текст е Слово за празниците од книгата Огледало. Во него зборува за тоа како луѓето треба да ги празнуваат празниците. Зборува против суеверието на луѓето и принесувањето на жртви
кое е паганско, како и против примитивноста и неукоста на некои попови, кои наместо да бидат духовни водачи на народот, станале негови ограбувачи. Значи, зборува за тоа како луѓето да ги празнуваат празниците, како Великден, како Божик, како луѓето не треба да принесуваат жртви, бидејќи тоа е паганско, против суеверието и против неукоста на поповите. Драги ученици, еве овде неколку слики од епитафот, кој што е на неговата надгробна плоча. Десно можете да ја видите неговата надгробна плоча и песната, а лево еве го текстот. Теарце му негово рождение, пречиста и хиландар пострижение, лешок му е негово воспитание, подплочава негово почивание, од негово свое отшествие до Христово второ пришествие. Молит вас, братја, негови љубисија, котештен почитати сија, да речете, Бог да би го простил, зере од гроб, црвите ги гостил. Овде леже Кирилово тело, у манастир и у Лешок село. Тука ја имаме утешение грешним, односно утеха на грешниците, па огледало и така натаму. Драги ученици, ве оставам со домашна задача. Да го прочитате Слово за празниците, ако сакате цело, ако сакате дел од него на Кирил Печиновиќ и да ми анализирате темата, идејата и зашто се зборува таму подетално. Ве оставам во пријатно расположение.